со здравје да си одиш, дедо. Здрави и живи да бидете, чедо мое. Господ ги милува таквите како вас. Дедо. И им се радува на нивната среќа. Многу фала, дедо. Кажи, синко. Со здравје да си одиш и пак да ни дојдеш. На именденот да не бидеш наш гост. Благодарам, чедо. Да бидеме живи и здрави сите и јас пак ќе дојдам. Амин. Довидување. Довидување. И со здравје. Поздравија попадијата многу, дедо. Благодарам, Така, много те благодарам. Ќе ја поздравам. Останете ми со здравје, И чедо вие, моје. здравје до гледање. Добар ден, оче. Добар ден, чедо. Ве гледам и ви се чудам на умот. Што си ги давате парите по попови? Тој ќе ви свети и вие ден ќе видите. Море да има. Ај гледај си ракијата, таму остај на нас да си правиме што си знаеме. Па и поарно да си ја гледам ракијата. Кој ви дава ерот попови? Ќе мавне со босилокот, ќе прстне троа водичка, со кај мавне со крстот натаму наваму и дај парите. Не греши душа, Димко. А? Не греши душа и не хули на Господа. Така. Ако, не слушајте ме. Полнете им ги джебовите на поповите. Полнете им ги. А сакаш ли ти јас да ти раскажам една сказна од стари што останала да се кажува? И ќе видиш од таа сказна дека е убаво да се свети куќата со света водичка и да се слави името Господово. Сакаш? Приказните се за мали деца, ама. Ај, еве денес баш немам работа, па баш да ја чуем таа приказна. Жено, Арно викаш ти. Те малам, ај остави го. Тој нема ум да му влезе в глава. Нема да те разбере. Видиш, нема да ме разбере. Не. Нема да ме Ај, разбере. гледај го. Откај знаеш? Откај знаеш? Оба. Димко, полика, Откај знаеш? Може би ќе разберам. Може ќе разберам. Ти вистина сакаш да му кажеш? Па, сакам да му кажам. Па, Добро, ај кажи му, ама... Јас, слушай, Ама... Арно, јас ќе му кажам, па ако разбере, нека разбере, ако не разбере, па сега, јас за Арно ова сакам да го направам. Слушај, Димко, вака било работата. Многу одамна се имало една млада невеста. Била тешка. Мажот ја бил на печалба. Разбира. Кажи дека разбира. И една вечер... Пуста ја. Нешто, а да ми го вденеш конецов може? Море, што се мачиш, мајче, Се дај. мачам, пуста ја, не гледам ништо. Ај, ти си млада. Леле, што ти значи младост. Врзи си го до крајот. Ке си го врзам. Да си жива и здрава. Многу се најадовме. Шубо беше. Несто? Кажи. Донеси ми го врдачено да се напијам водичка. Ај. Ау, мајче. Шо? Ами бардачево празно е. Леле. И шо ќе правиме И шо сега? ќе правиме се? Јас сум заборавила вода да нале. Слушај, ќе подам јас до изворон и ќе го наполам бардаче. Не, доцна е по вода да отиш, доцна и ноќ фаќате. Оти, мори мајче, ами сега кога сум заборавила на време да си го наполнам, сега ќе појдам. Ами сега вечеравме, ако ни се припие војца вечера, шо ќе правиме? Знам шо ќе правиме. Ај ќе појдам. Ќе појдеш? Ќе појдеш, чекај. Кај ќе одиш? Ами таква ти е сега тебе работата, гледа каква ти е. Знам, Еме, мори знаеш, мајче, ама... дете имаш, бре, детуле, бре, Знам, златно. мори мајче. Ами ќе се исплашиш и може нешто да му се случи на детето. Не плаши се, мајко, ќе појдам. Ќе појдеш? Ќе појдам. Ами ние додека зборувавме, јас ќе се вратев. Ами така е. Ноќе несто, ноќе се плашам. Не се плаши. Ај ќе појдам и ќе се вратам.
Знаеш што? Кажи. Пред да излезеш, прекрсти се. Арно видиш. Ај, ќе се Прекрсти се, ме слушна. Ќе се прекрст. Ај. Каде ова водиште овде опаво? Ами ни вчера не врнеше, ни завчера. Да си видам сега това. Да се крвам момчето. Да не врнала горе во планина. Да може оттаму да се снимна во водиште. Што да помисли? Добро вечер. О, кај се најде ти човек во ова време на ова место? Еми јас одамна сум тука, ама ти беше занесена во водата и не ме виде. Како да не бидам занесена. Погледни колкаво е водиште. Како ќе си одам до дома. Све крва ми дома ме чека. Епа, јас можам да ти поможам да го поминеш водиштево, ако ми го таксаш тоа што го носиш во тебе. Како ќе ми поможеш, човеку? Ќе се удајме и двајца. Но кој знаеш што ти се тешка? Јас сум човек, ама и тропојке сум од човек. Имам таква сила и да сетам некој работе, а и да ти поможам да ја поминиш водата. И како ќе ми поможеш? Ако ми го таксаш тоа, што го носиш во тебе. Ај, еве, го таксам. Ова ќе порасти ќе биде твое. А како ќе ми поможеш? Епа, ќе си поминеш преку реката, преку мост. Кај гледаш ти човек овде мост? Сега не гледаш, ама сетне, има мост. Застанала невестата и гледа во човекот, гледа во водата. Гледа во човекот, гледа во водата. И одеднаш догледува еден мост. Мост. Мост! Слушај се, мост, слушај и молчи. Ја знае, и тој ја знае. Ако сакаш, кажи Не, ти кажи мој, ама само ти да молчи да слушаш, добро? Добро молчам. Еве ќе молчам. Добро, си изцремна. Кој си ти човеку? Вакви работи што правиш? Мост. А? Го снима. Јас да си поминам покрај мостов. И него да не го снима. Го претрчува мостот. Се свртува и гледа. Го нема мостот. Го нема, ја нема и водата. Водата та големата што ја имаше. Ја нема. И кога ќе погледне, само поточето. Тоа е истото што го помина пред тоа. И мостот го снема. Море, шо чудо ќе беше ова. Кој беше овој човек, вакви работи што прави? Не смеам за ова на никому да кажам. Ќе ме направат не сам. Ами ако беше ѓаолот, ја заборавив да се прекрстам. А му го таксав детето. Ами,
Може Белкин ќе заборави до тогаш, а? Леле кутрата, јас шо ќе правам сега? Не смеам за ова никому да кажам. Стојане, О, синко, кажи, мајко. а да појдиш до кај Трајановци, троа синка мен да побараш. Веднаш ќе појдам. Ај, Синка појди. мен велиш? Да, ајде. Добар ден, момче. Добар ден, Чичко. Добар ден. Добар ден. Татко ти се врати од печалба? А, дојде лани. Ама пак отиде. Вие го знаете, татко ми? Еми, татко ти не го знам, ама јас знам мајка ти. Слушај, ќе ја поздравиш мајка ти и ќе речеш да ми го даде тоа што ми го има таксано. А, ки кажам, Чичко, а што ви има таксано? Што ми има таксано, ми има таксано. Слушај, ти речеш, ако почне да се преправа дека не знаеш што ми има таксано, тебе парче по парче ќе те правам така да знаеш. Ама добро, Чичко, па зошто се лутите? Што ви има направено мајка ми е и јас па вака да се лутите? Што ми има направено, ќе дознаеш кога ќе дојде времето. Ме разбра? Да, добро, ки кажам, Чичко. Хај. Мајко! Мајко! Кажи, Стојане. Мајко! Мајко! Шо вам мора, Стојане, шо си се исплашил така како ѓавол да си го видел? Поарно, мајко, него да го видов. Ходејќи по патот таму еден човек ме пресретна, ми рече парче по парче ќе ме прави, ако не му го дадеш тоа што си му го таксала. Ајде, кажувај што е тоа, оти душа немам од страв. Леле, синко, ами шо ќе правиме сега? Помина толку време, јас мислев човекот се шегувал со мене, ама то вистина било. Кога бев тешка со тебе, една вечер појдов на вода, ама пустата заборавив да се прекрстам пред да излезам од дома. Сретнав еден човек. Ми се виде како човек, ама тоа не ти било човек, туку ѓаволот престорен во човек. Тогаш тој ми помогна да поминам преку една вода, направи мост. Ама побара да те таксам тебе, кога ќе порасниш. И ете, не заборавил. Сега дошол по тебе, синко. Ами, му даде некој подпис тогаш, мајко? Подпис не дадов, ама збор дадов. А зборот кога се изговара, душата излегува. Сега не можам зборот да си го вратам назад. Што ме така, ич не бери гајле, мајко. Јас ке му се отмам на ѓавол. Немој, синко. Да, меси, Немој, синко. ти меси погача. Јас ке одам на највисоката планина. И таму ке му се молам на Бога и ке му се отмам на ѓавол. Немој, синко, не прави го она што го направив јас. Еднаш сгрешив, немој и ти. Ти знаеш дека друг избор нема. Ајде, оставиме сега. Ќе одам јас, ѓаволов син нема да бидам. Арно велиш? Ко си решил, појди. Јас ке ти ја смесам погачата и јас ке ти испратам. И се качило детето на врв на планина на високо, за да биде близко до Бога. И 3 дена и 3 ноќи клечело и му се молело на Бога. Само понекогаш престанувало, колку да касне за лчелеп и да се напие водичка. Не било така. Мене ми кажува, оти понекогаш испиел. Гледаш,
Е, па ако спиело, значи не било 3 дена и 3 ноќи молење. Ne, Ne ne, bilo? ne, ne, A? ne spijelo, kakvo spijenje. Добро, Не, добро, не. добро. Ај, и потаму што било, а? Што било, што се случило потаму? Што е, бре, дете? Што туку само ми се молиш? 3 дена и 3 ноќи те гледам како ми цималкаш и се молиш. Ајде, кажи ми која ти е маката, а? Мојата мака е голема, дедо Боже. Ете, многу одамно, уште мајка ми кога ме носела. Ѓаволот ја прелажал. А, Да ме такса. Та мислела дека е човек и ја прелажал да ме такса, за да бидам негов син ѓаволов. Затоа ете те молам некако да ми помогнеш да ме избавиш од ноктиве на ѓаволот. така, а? Така. Е, па дете, праведните како тебе, јас не ги оставам ѓаволски чеда да бидат. Ко гледаш ли она дрво таму, а? Е, ќе оиш таму ќе најдеш една киска босилек, еден крст и еден петрахил. После ќе оиш во ѓолскиот сарај и немој таму да се исплашиш од ти, јас ќе бидам со тебе. Кога ќе стигнеш кај сарајот, таму ќе го најдиш портарот. И на портарот ќе му речиш вака. А, бре, тој Зерзел, кај ме стави на ова студено време, да мрзнам сега на портава, баш јас портар да бидам. Каде бе? Каде бе? Галиба, не знаеш кај оиш ти кај на овие порти тука тропаш, сакаш да ропаш, а? Јас сум голем човек. Кој си? Голем човек и со големи си имам работа. Ти голем човек. Ај бега, стај се да си влезам натре. Стој ти бре, човече, Галиба, не знаеш на какви порти сакаш да влезеш. Оти греблово го гледаш? Со ова гребло кој ќе те фатам вака, ќе те изгребам како селанине што гребат по ѓубрено. Знаеш? Јас многу добро знам кај одам. Као иш? И да знаеш, сите раце гребла да ти бидат, ништо не ми можеш мене. Пак ќе си влезам натре. Ти косава ја гледаш? Што? Па, Не табе, косава ја гледаш. Косава ја гледаш ли косава? Да. Е, со оваа коса можам гледата вака, фрц. Ти ја исечам и пред Галиба да речеш. Знаеш, само очите ќе ти летнат со неа, па нема да можеш да се ја видиш главата кај што ќе ти се стркала. а ти го гледаш ова? Ај, Аха. Дај рацете ваму. ај, Така. Леле, со крстот ме здрва Галиба. Ете, влезе внатре, портата ја остај, јас дрвен Галиба си остана. кој те пуштил тебе овде, а? Ти знаеш вакви како тебе в казан ги вариме. Портарот мене ме пушти. Оти имам работа со вашиот главатар. Мојот главатар досега немал работа со вакви како тебе и нема да има. Ти знаеш главата ти ја бараш на 4 страни и пак нема да ја најдеш. А ако ти го дадам ова, Ела гнидо една. Ела ми поблиску, многу сакам такви како тебе.
во оган да ги печам, во казан да ги варам, да клокотат. Ела поблизу, ела те видам. Дојде. Сака да ми покаже, демек не се плашел од мене. Не, само сакам јас да се поклонам и чест да ви направам. Не, аман моче, немој да ме врзуваш, бре. Бре, ослободи ме, бре. Аман, бре, што ти должам ке ти платам? Само ослободи ме дома чудо. Името неќам да му го спомнам. Ти ништо не си направил, ама еден твој слуга ја прелагал мајка ми. Негов син јас да бидам ѓаолов син, ајде. Тефтерот да проверам, да видам тефтерот, да видам кој е тој. Него ќе го печам, да видам кој е. Да, еве тука е запишано. Да го избришам, дајте да го избришам. Дај да ми го трне ова чудо, името да не му го... Еве, нема поќе, ајде ослободи ме, ослободи ме. Не, Арно, ова што го направи, ама сега мене од зборот ослободи ме. Пустулче за ослободување, пустулче давајте за ослободување. Пустулче, еве, те ослободувам. Еве ти го пустулчето, ајде ослободи ме дова чудо. Не, како магаре, ќе те водам се до портата, дури не излезам, ајде. Ајде, води ме, ама таму да ме ослободиш. Не, мајко. Ѓаоли, помагај, Леле, крст, Леле, ослободи ме, пази рокчето, Леле, двете рокчева, ѓаоли, отепајте го овој што држеше крст и тој таму што држеше посилот, ѓаоли, Овој зерцево, ненормален. И двете рокчиња, што му ги растеше 15 години, глата му падна. Се јас ќе бидам главен ѓаол. Навистина така било? Така се прикажува, Диме. Се колку било така, јас не знам. Жена ми знае, ке ти каже. Го слушаш колку било така? Така било. И никако поинако. Сакаш верувај, сакаш не верувај, ама јас ти велам дека така било. И затоа е убаво со босилек, со светена водичка, со крст, да се освети куќата, да се попрска вака, да се избрка нечестивиот од дома. Што ми е така, уште утре. Уште утре ќе викнам поп да ја испрска куќата со светена вода. Уште утре. Така да направиш. Ајде со здравје. Ајде со здравје да знаеш, штом жена ми ти вели, така е. Ами како? Жено, многу убава приказка му разгаде. Му влезе в глава, да знаеш. Приказка. Било па се прикажувало, било па се прикажувало.